Навистина се радувам што денес ќе разговарам со Ивона Јо. Можам да кажам дека неколку месеци не си ни била. Зошто така? Ескивирав, да. Работните, знаеш како, кога си негде на домашен терен, што не е правилно, кога се чувствуваш на домашен терен, се го средуваш, сите да не се налутат, а домашниот терен не е фер што го избегнувавме, многу ми е криво, извинете што ме почекавте. Но јас велам, само една минута да си у мојот живот овој период, мислам дека сега ќе полуди. Секој нормален ќе полуди, но јас се држам и извинете што ме почекавте. Еве ме тукас. Нема проблем, сега се надевам ќе го оправдаш чекањето. Уште кога ни дојде овде, велиш за интервјуто е доволно само да ме прашаш како ти помина денешниот ден. И сега сакам да те прашам, за да слушнеме и јас и гледачи. Леле, денешниот ден, освен тоа што се спремаме за спотот, снимањето на спотот, да знае, се надевам дека ќе имам човек кој што ќе го снима целото снимање за да сватат гледачите ништо се поминува еден човек на снимање на спот на дента, а претходно за спремањето. Тек освен тоа се соочувам со овој период, јас го велам пост, период после постите, доаѓаат оние бербата на плодови со кои што си дал некоја жртва кон нашиот создавател. И онака ми ги покажува луѓето во вистинско светло и многу сум благодарна на тоа, но кога ќе се поклопат ситуациите едно после друго, едно по друго, неколку луѓе да ти покажат кои се и како се и што е вистински, е навистина тешко да го издржиш онака на нозе, да не кажам машки, него женски, да го издржиш женски на нозе и да достанеш принормална и утре да снимаш спот. Кажеш дека ова ти беше некаков период на разочарување, дознавање на блиски кои што не биле тоа што си мислела или? Не, таман работа разочарување, нема разочарување, има само лекции кај мене во новиот живот, ја милувам да кажам, нема разочарување, има само лекции, ама кога ќе се спојат, знаеш кога, например, кога бевме у школа и кога прв час имаш испрашување, втор, трети, многу лекции, едно по друго, у еден период се малку тешко на грб да ги носиш сам, но еве ме, тука сум, газирана водичка и добро е. Сега кога споменуваш старата Ивона, новата Ивона, што се случи од старата до новата? Веќе, нели, и како што велат и птиците на гранките знаат, но си стигната до некоја фаза на постоперативни периоди, почна па се движеше, па почна и со вежбање и сите тие работи. Сега накратко, ако некој прв пат слуша, имаше кратење на желудникот, имаше операција на кожата. Ова прво ме интересира храброста од каде, бидејќи нели многу се соочиле со некои појави од типот на не знам, ми ја повредиле слезината додека ми го сечеле желудникот и слично. Како отиде храбро во ова и веруваше дека со мене се ќе биде во ред на крајот? Има еден збор во твоето прашање, одговор на твоето прашање, верував и знаев зошто го правам тоа. И точно птиците на гранките знаат веќе за моја операција и слично, но хајлајтот на сето тоа е вербата позади ова, желбата за подобра верзија од себе и неуморното работење на себе да бидеш подобра верзија пред се за себе, затоа што не можеш да бидеш добар за друг ако на себе не си добар. И дефинитивно можам да кажам дека сум пресреќна зашто го чекорам овој пат и пресреќна затоа што има уште прашања и уште заинтересираност на кои што ја можам одговорно да кажам дека навистина сум среќна што го одам овој пат и што и повторно пак да се родам, пак би го избрала затоа што лекциите кои што сега ги берам, како што кажав претходно, се убави и не може секој да ги издржи. А тоа едно со друго се поврзува дефинитивно. Тоа е она што се однесува на тебе и твојот внатрешен раст и внатрешно чувство, но дали можеби во твојата блиска околина имаше луѓе на кои што им пречеше сега новата Ивона и дали можеби се почувствува дека за некого веќе представуваш закана или почувствува некој вид на љубомора, ајде да кажа? Не, јас не гледам, во мојата околина сум обкружена исклучиво со луѓе кои што ме поддржуваат и не се познати на јавноста, заради тоа што сакам да ги заштитам, затоа што знам кога беше се јавно како и на кој начин се одигра, така што немам луѓе кои што се љубоморни, имам само огромна поддршка од пријатели и од фамилија. Околу љубомората и околу се она што го напомена во прашањето, кај мене
таков збор не постои, немам такви луѓе и немам заштитена сум околу тоа. Што другите има, тоа веќе не е мое и ја не размислам тоа. Љубомора е стран збор за мене и за мојата околина. Малку оф рекорд поразговаравме и ми кажа дека во животот не почитуваш сончогледи. Што значи тоа? Тоа значи дека не почитувам луѓе кои се вртат кон сонцето како на нив им одговара. Кога им смета сонцето во очи, се тргат на страна, при тоа јадејќи од таму и хранејќи се. Не сакам да наведувам примери, но дефинитивно постојат луѓе за овие месец дена кои што ми покажа и како што значи дека се треба да потпишеш и дека за се треба договор. Усен договор веќе во времето на Југославија прекинал. Ја кажувам дека сум стара душа и дека таа душа моја живе во тоа старо време кога се имало честни луѓе. Некако периодов се ми се покажува дека се треба да ставиш на папир со договор, па после институциите да средуваат. Страшно е. Не сакам нема да наведувам примери заради моја протекција енергетска, но верувајте дека ништо не е како што изгледа. Ништо. Утре снимаш спот за новата песна? Да, точно така. Снимам спот и сум бескрено благодарна што дојде оваа песна до мене сега на овој начин. Дојде нешто 2-3 дена кога почна постот. Понеделникот почна постот, мене во средата настапите Мелко со својата порака Здраво Ивона, имам една песна за тебе. И бев пресреќна што тоа се баш у тој момент се случи. Зошто? Затоа што песната зборува за страданието на Исус, но песната ние ја преобличивме, ја направивме како страдал нашиот Создавател, така и секој од нас има своја вија долороса и секој од нас го има својот пат кој што треба да го оди и секој од нас го носи својот крст и само тој што го чекори својот пат, само тој знае како му. Дури најблиските, кога ќе кажам кој се знае за тебе, никој. Верувај дека никој. Понекогаш ни самата јас не знам се за себе. Така што оваа песна збори за влезот од една темнина и патот кон една светлина која што е двајче. Мислам дека од сите мои песни што ги имам, ова збори најмногу за мене. Ова го има целиот мој пат и целиот спот за тоа. Ја двај чекам. Еве ќе биде ексклузивно. Мислам ова е ексклузива, претходно го немам кажано ни со кој работам, ни зошто, никако, само на Инстаграм некој објавичка. Благодарам многу што беше дел од Бикстејдж и ќе ја слушнеме песната обавезно и ќе го пуштиме спотот. Едва чекам. Фала.